На нашата имейл адреса пристигна прашање од неколку медиуми, бидејќи се однесуваат на иста тема, ќе се обидам да ги групирам. Прашање од ТВ Клан. Дали вие како пратеничка група имате поднесено барање до замениците председатели на собранието за свикување седница и дали имате дадено предлог за само составување? И второто прашање од Телевизија 21. Дали тоа што спикерот Ала Џафери ја исфрли можноста за свикување на ургентна седница која баравте, значи дека утврдувањето на одлуките за прогласување на воредна состојба треба го чека новиот состав на собранието, или пак ќе употребите друг начин за свикување на седницата? Благодарам. Легитимното право на пратениците, согласно устав и деловник на собранието, не може да биде толкувано како пуч. Легитимно, демократски и согласно деловникот и уставот, пратениците, ние како пратеници поднесовме иницијатива, онака како што налагаат прописите, а тоа е до председателот на собранието за свикување на итна седница. Јас можам во овој момент само да кажам дека нашиот став е непроменет и ние, имајќи во предвид целокупната ситуација како пратеници, сметаме дека е демократски и апсолутно корисно собранието да може да биде свикано, да се состане и да ги потврди одлуките за времената состојба. И тоа е всушност во насока на демократизацијата и поделбата на власта и добро е да знаат, добро е за граѓаните, за општеството, за државата, да на располагање имаат уште еден механизам за контрола над извршната власт. И тоа е единствената причина зошто ние како пратеници сметавме дека треба да го искористиме нашето право, но и нашата обврска како пратеници во собранието на Република Северна Македонија. Но уште еднаш ќе потенцирам дека како и досега, така и одсега ќе го почитуваме во целост ставот на председателот на собранието. Но ние сметаме дека како пратеници најмалку што треба да се случи е, односно заслужуваме да добиеме одговор од председателот на собранието на писменото барање, кое што е формално доставено, а не да добиваме одговори преку медиумите. Ви благодарам.